Почитувани граѓани, Законот за попис на населението е во собраниска процедура и со неговото усвојување се создаваат сите услови за одржување на попис во оваа година 2021. Се разбира попис по меѓународни стандарди, дигитализиран и согласно стандардите на Евростат. После цели 19 години на нашата земја и е неопходен попис, за да може подобро да се развива, рамномерно и за креирање на нови долгорочни развојни политики. Тоа е во интерес на државата, на народот и на граѓаните. Затоа и велиме дека реализацијата на овој попис односно статистичка операција е патриотски чин. По скоро 19 години без спроведен попис, никој не смее да го кочи или да го влекува. Ние нема да дозволиме народот да претрпи штета и пописот ќе се одржи оваа година. Мицковски мора да свати дека пописот е статистичка операција, а не политичка. За својата борба за фотелјата во Белиот дворец треба да си бара други начини, наместо да се блокира се што е во интерес на граѓаните и државата. Тој е против се, а не знае зошто. Се обидува да блокира се, без никаква одговорност кон државата и без чувство за потребите на граѓаните. Дури повикува и на бојкот на пописот. Зошто? Не знае ни тој. Помалку македонци да излезат на пописот, да бидеме единствена земја и понатаму без попис. Ние немаме намера да му дозволиме на ВМРО-ДПМН да спречи уште еден попис. Како пратеници, избрани од народот, имаме обврска да овозможиме надлежните институции да ги направат сите подготовки за пописот и успешно да го спроведат согласно меѓународните стандарди. Затоа и ги повикува моите колеги пратеници да го поддржат законското решение. Државата има електронски регистар на население кој ќе биде поврзан со уредите за попис и податоците ќе бидат споредувани со податоците на други 10 институции и проверени, што значи дека е невозможно да се попишат лица кои не постојат. Без разлика, колку и да не им се допаѓа ова на ВМРО-ДПМН и Мицковски, попис оваа година ќе има и тоа по меѓународни стандарди. Тоа е важно и за економијата, за целокупното наше општество, за развојот на нашата држава. И ние сме должни тоа да го овозможиме. Ве благодарам. Ова значи дека немате намера да го облечите законот, но вашата риторика слушам пописот ќе се одржи оваа година. Бевте сигурни дека така ќе биде април. Дали ставате некаков простор за можно одложување од неколку месеци, например, како што това работа не јас на албанците за Ние сме подготвени, овој закон ќе го донесеме, а во самиот закон стои рокот на спроведување на пописот, тоа е дека е април оваа година. Потенцирав дека е оваа година, заради тоа што веќе 19 години, во согласно со риториката претходно дека 19 години се нема одржано попис. И затоа што поскоро го донесеме законот, толку повеќе простор ќе имаат институциите да ги превземат сите неопходни мерки, односно активности што се во нивна надлежност за да го спроведат пописот, вклучително и методологијата на која сите во нашите обраќања во дискусиите и вчера и претходно на комисијата, расправата амандманската на комисијата, се повикувавме на таа методологија.